Добар ден назад во отвореното студио 1. Ова се минути предвидени за разговор за меѓународни теми. Обично на тие разговори разговараме со колегата Дејан Андоновиќ. Здраво, Дејан. Добар ден. Со кој што претресуваме најактуелни теми кои што во моментот се одвиваат во светот, а некако се наметнаа две теми за денешниот разговор. Едното е за овој инцидент што се случи помеѓу Русија и Украина. Вчера попладна. Вчера попладна, кој што сега натаму ескалира. А потоа ќе се осврнеме малку и на Брекзитот, бидејќи во викендов помина договорот за Брекзит кој што Тереза Меј го брани. Се разведоа конечно Велика Британија и Европска унија. Барем формално ја почнаа постапката за развод, ќе видиме како тоа ќе тече. Добро, од она што се знае дека 3 украински бродови во обидот да поминат концерното море во Керченскиот залив беа сопрени и практично запленети од руската морнарица со еден инцидент. Што точно се случи, Дејане? Трите борбени брода, односно два артилериски борбени бродови, еден што ги те како реморкер, да, се обидоа да поминат низ Азовскиот, низ Керчскиот пролаз, кој е кај Крим, да влезат од Азовското во Црно море, под образложение дека одат во своите пристаништа, украинска пристаништа. Беа сопрени од руската воена морнарица, беше пукано врз нив и беа запленети од морнаричките командоси на руската армија. Под објаснување, практично Украина објави дека е нападната, додека Москва ги заплени тие бродови поради меѓународното трговско воено право, каде што борбените бродови на туѓа морнарица, кога поминуваат низ туги територијални води, мораат да имаат одредени процедури. Процедурите се дека оружјето треба да е во подпалубјето и дека оние цевки што ги имаат борбените бродови треба да се обвиткани со церади, така да кога поминуваат да поминуваат низ една да кажеме невооружена варијанта. Тие не беа така, беа како борбени бродови. Руската морнарица реагираше како што реагираше, односно да го заштити Крим, се обиде да ги спречи, ги заплени. Практично тука е спорот како и целиот судир со Украина, што се меѓународни, што се руски води. Да, ние разговаравме нели пред малку дека имаме во Украина де факто и де јуре. Де јуре нели по правото Крим е и тој дел тамо е украинска територија. Тоа е под меѓународната, значи заедница го признава како Украина, меѓутоа де факто е под Русија, бидејќи 2014 година кога Москва одлучи да си го врати Крим во своите граници. Само да потсетам дека Крим беше во Русија до 1956 година во тогашниот Советски сојуз, со доаѓањето на Никита Хрушчов кој беше украинец, за да ги намали тензиите меѓу советските социјалистички републики, го подари на некој начин Крим на Украина, но тоа не беше тоа важно, бидејќи тоа беше една држава, Советски сојуз. Сега, колку таму 50 на години подоцна, многу е важно каде е Крим. Да, се работи за многу стратегиска точка, се работи за големи пристаништа воени, меѓу кои има каде што руски бази, има и така натаму. Има руски бази, но тоа е тука и дел каде што нели е стратешки поставен така да со анексијата на Крим украинската морнарица не може да доаѓа нели директно, као екстериторијалност му доаѓа. Добро, инаку познато е дека постоеше договор помеѓу Русија и Украина за тоа дека русите ќе продолжат да ги користат своите бази, меѓутоа се случи анексијата и сега веќе имаме овој тип на спорови. Мораме само да кажеме за волја на вистината дека сето тоа му претходеше оној Мајдан во Киев каде што прорускиот Јануковиќ сакаше да се приближи кон Москва, додека десниот центар сакаше да оди во Европска унија и НАТО, дојде до тие настани нели во Мајдан, го урна Виктор Јануковиќ, после тоа веќе правилата ни на Крим не важа, руската воена флота на Крим се почувствува загрозена од Украина со помош на НАТО и го направија тој чекор како што го направија, анексира Кримскиот полуостров. Ова се говори дека практично поминувањето на овие 3 украински бродови е на извесен начин некаква предвидлива провокација за русите, бидејќи може да се предпостави дека русите, а и самото сценарио како се одвива инцидентот, тие биле предупредувани, дури мислам дека врз нив било и пукано. Било испукана една ракета и оштетен еден брод. Така, оштетен еден брод. 6 морнари украински се повредени. Двајца потешко, а вкупно се 23 морнари кои што во моментов се сега и за тоа се води некаква правна дебата, дали се они воени заробеници, дали се луѓе кои што прекршиле погранични правила и така натаму, мислам дека и тоа е. Но
Доколку се знаеше дека овој инцидент помалку и повеќе ќе се случи, што е позадината веројатно на тоа? Има две позадини. Повеќе месеци Украина и Киев и Петро Порошенко како претседател најавуваат дека ќе влезат во конечна офанзива за протерување на руските бунтовници во Донецк и Луганск, во така наречената Донбаска област, која е нели источна Украина. Само да кажам дека стратешки Донбас е тука во тој дел, излегува баш на овој дел од морето, каде што русите преку Крим стратешки го држат и морето и копното. Тоа е една од сценаријата. Но она што е најважно, што се шпекулира, се скорешните претседателски избори во Украина, негде во март или во април, каде што Порошенко се соочува со многу лош рейтинг председателски. Тој сака преку овој инцидент и со денешното воведување на воена состојба во Украина, пред малку е во... Го изгласа ли тоа украинската... Радата само треба да го потврди, бидејќи тоа е указ на председателот, според нивниот устав, председателот донесува декрет, и тоа се прифаќа еднострано. Како свршен чин. Како свршен. Значи, воведена е воена состојба од 60 дена на цела територија на Украина, што само укажува на тезава дека Порошенко сака да го подигне својот рейтинг, да го подигне национализмот во Украина, за да може на некој начин, председателот се бори за нашата држава. Од друга страна и Путин... Бидејќи како што е познато, нема ништо подобро во политиката кога ви е слаб рейтингот да направите безбедносна криза. Мислам дека тоа и кај нас сме го проверували, имавме нешто што се викаше Кумановски инциденти, имавме некои други работи кога политичарите ќе се чујат, ќе се почувствуваат загрозени, тогаш најубаво е да се почне да се зборува за теми за кои е врзан страв, за кои се врзани закани, национално чувство, зближување на луѓето. Но од другата страна стои Путин, на кого за прв пат после многу години рейтингот му е паднат под 60%, јас колку што читав. Така и се смета дека и на Порошенко и на Путин им требаше оваква некое фингирано сценарио, за да можат нели да се ги подигнат националистичките и акциите, да бидат по конкурентни на наредните претседателски избори. Порошенко е прв, после тоа е нели Путин кога доаѓаат претседателските избори. Но како и да е дигната е тензијата во... Таа сега има и меѓународни импликации, тоа веќе не е само руско-украински иск. Слушаме дека НАТО се подготвува да има вореден состанок, бидејќи НАТО безрезервно е поддржува Украина. Исто така и Европската унија. Русија побара од Советот за безбедност на Обединетите нации, по средноевропско време веќе треба да е почнат состанокот каде што ќе се расправа за меѓународното право и за тоа кој е виновен, кој не е виновен. Во секој случај подигнати се тензиите, не е пријатно. Имаше некакво заострување од страна на Франција кон Москва. Франција ми се чини најексплицитно и се закани на Русија дека мора подитно да ги врати бродовите, бидејќи во спротивно ќе се соочи со меѓународни санкции. Германија се понуди да посредува и тоа е она што е последно од нели таа политичка сцена. Но факт е дека се подигнати тензиите таму се подолго време тензиите воени подигнати. Може ли да се случи да видиме проширување и теренско да кажем на овој конфликт? Може ли да се случи некаква како се вика тоа, чарка, некаква се стравува дека копнениот дел може да пукне, бидејќи пак ќе повторам, Украина гради огромна воена база во близина на Азовското море со помош на НАТО. Признале или не, тие имаат голема поддршка таму. Тоа дополнително е дига тензијата и нервозата кај Москва, бидејќи сега ако се подигне таа, ми се чини дека воената база треба да биде некаде околу 50 на 60.000 војници. Односно целата таа воена техника. Тоа на Москва не и се допаѓа. Од друга страна, бунтовниците во Донбас, односно проруските нели сепаратисти како што ги велат Украина, не сакаат да се повлечат, а Киев ќе мора да воспостави некаква контрола. Или пак ќе се обистини сценариото на ЦИА кој го читавме 2000-та година дека Украина ќе мора до 2025-та да се подели на две држави, односно Западна и Источна Украина, а сега е 2018-та. Но како и да е, сашто сакав да прокоментирам дека доколку украинската армија планира да направи некоја воена операција, ќе направи истата грешка историска како што ја правеа многу посилни армии, како што беше германската, француската Наполеон, бидејќи во зима да почнеш војна офанзива во Русија. Добро, додуши едните, другите се навикнати на остри зими. Да, меѓутоа генералот Зима секогаш бил од страната на Русија. Веројатно дека да,
воената стратегија на Русија секоја се подпира на длабочината на теренот и на временските прилики. Ако ги се анализираат војните наназад 100 години уште од француските, од Наполеоновите освајања и така натаму, секогаш било тоа користење на временските услови, огромната територија, на запалена земја, така и на растегнување на логистиката на противникот, каде што тој самиот потоа пропаѓа. Не е тешко да се види дека и на НАТО му одговара ако може да ја турне Русија во уште еден конфликт, бидејќи тие сметаат веројатно со право дека таа после сирискиот конфликт е прилично исцрпена и дека Русија, влегувајќи во евентуален овој тип на заострување, ќе бара подигнување на ресурси кои што понатаму ќе слабеат веројатно. А е цело време под перманентни санкции. Така е, тие санкции се сепак непријатни и сепак носат штета. Па меѓународни се од западот, се така да Русија колку и да е силна, сепак ги почувствува. Колку до сега има жртви во тој руско-украински судир? Па до сега има околу 10-15 жртви во копнениот дел на тие борби од 2014 до сега. Таму е сега во мирување, меѓутоа повторно ќе кажам, се најавува подолго време, Киев најавува подолго време офанзива, каде што конечно ќе ослободи, како што вели Украина, од руските сепаратисти. Тем, фала ти за оваа одлична анализа. Мора да се осврнеме, имаме уште 3-4 минути и на ова што се случи за викендов, а тоа е Европската унија даде пас, вела дека гласањето траело 4 секунди на Европскиот совет, каде што дадоа пас за овој договор кој што почне да се преговара за овој нацрт договор. Што се реакциите во Британија? Па реакциите во Британија се, првен ќе кажам дека опозиционата лабористичка партија излезе и рече дека нема да ја даде поддршка. Само да потсетиме дека овој договор помина во Брисел, но сега треба да помине и во Лондон, каде што парламентот треба да даде пас, да продолжи британската влада да преговара во разводот со Европската тој договор. Да. Меѓутоа лабористите излегоа и рекоа дека ќе гласаат против. Дури нивниот лидер рече и дека ќе се обидат да ја урнат владата на Тереза Меј и после тоа нивната влада ќе се обиде да го уништи Брекзитот и Британија повторно се врати во Европската унија. Таму постојат две сценарии. Едното сценарио дека ако пропадне овој договор, тогаш брекзитерите кои што жестоко ја напаѓаат Меј, кои што се насилна фракција се разбира во незината партија, дури ќе бараат напуштање на Европската унија без договор. Без договор. Тоа е оној остар Брекзит за кој што разговараат, кој ќе има огромни последици. Огромни последици за Европа, мисля, че не само за Британија. И за Европа и за Британија се разбира, а другата варијанта е оваа варијанта која што се повеќе расте и се заговара дека можеби дојде на време за втор референдум. Точно, но сега во моментов сите загубија, како што самите европјани го оценија, бидејќи што е договорот? Што всушност они се договорија? Се договорија во наредните 4 години повторно да бидат у Царинска унија, Британија да ги врати тие проекти, пари што ги должи околу 40 милиарди евра до 2020 година. Велам, сето ова откако на 29 март Европскиот суд останува да важи, границата со Ирска исто така останува под истиот режим. Точно. Практично овие што се брекзитерите викаат што се менува, ништо не се менува, суштински. А и европјаните, и европјаните, они се велат зошто цело ова сценарио беше за џабе кога Британија повторно останува како некаков дел од Европска унија. Од друга страна брекзитерите сакаат да имаат контрола над границата со Ирска, а јас ќе потсетам дека токму таа граница со Ирска предизвикуваше изминатите 30 години да има судир меѓу католиците и протестантите. И таа се темели сега тој мир на оној Friday Agreement, значи на една долг еден напор да се направи меѓу католиците и протестантите мир, кој што сега со евентуално подигнување на враќање на европската граница ќе се возобноват и насилствата. Како и да ја влегува Европа во еден турбулентен период, би рекол бидејќи Велика Британија не е една од клучните европски држави, доколку таа излегува. Затоа и го нарекоа Брекзитот дека по 17 месечната бракоразводна парница дојде до болниот развод помеѓу Брисел и Лондон, но нели наредниот период тек допрва ќе биде делењето на имотот, а делењето на имотот нели и на луѓето кога го делат е проблематично. Доколку договорот сепак пропадне во британскиот парламент, што е најверојатната варијанта, бидејќи во овој момент само во конзервативната партија има 80 пратеници кои што се изјаснија дека се против тоа, а да кажеме дека британската влада владее со 11 пратеници мнозинство вкупно во парламентот, заедно со Ирска една партија. Потребните 48 до сега има подпишано од 42%. Сакам да кажам, значи, кога најверојатно ќе пропадне договорот, колку се известни нови избори во Британија? Па известни се, долго се известни, бидејќи Тереза Меј ќе мора да се замине од... Тоа ми е прашањето.
дали не е интерес на конзервативната партија која се плаши од излегување на овие избори, договорот да падне, а владата да не падне, да се продолжи во некаков интеррегнум во кој што ќе се бараат други решенија. Сашо, но тоа е многу ризично сценарио. Меѓутоа ми се чини дека владата на Меј ќе мора да падне, бидејќи па и самата Меј како претседател на конзервативната партија. И веќе се најавува дека Борис Џонсон би И не само тој, да. Има некои од повидниве британски имиња кои веќе ќе се сметаат дека ќе бидат идни кандидати. Што вика Джереми Корбин, ако тие дојдат на власт, што ќе биде судбината на Брекзитот? Тие додека дојдат на власт, прво веднаш ќе го прекинат Брекзитот и ќе се обидат да се вратат со Брисел, да отворат преговори за да се вратат што побрзо и што побезболно во Европската унија. Ете, тоа, значи, немаме ние само проблеми овдека во Македонија за да влеземе во ЕУ, како што гледате проблеми имаат и овие што сакат да напуштат ЕУ. Дури една Британија која напушта Европска унија толкави проблеми. Може би треба да преговараме ние со британците да ги смениме позициите, тие да напуштат, ние да влеземе на нивно место со нивни услови. Почитувани гледачи, еве ја завршивме и овој блок од два меѓународни разговори, меѓународни анализи околу двата горливи проблеми кои што овој понеделник се на врвот на таа листа на меѓународни проблеми. Јас ве повикувам да останете со нас, бидејќи во овој момент се исклучуваме од отвореното студио, а ќе го продолжиме разговорот од како ќе заврши кујната, да видиме Маја што ни изготвила, бидејќи како што знаете храната исто така важен елемент во живењето, а не само разговори за политика и општествени проблеми. Еден ТВ отворено студио, јас сум Сашо Ордановски, останете со нас. Владење на правото и функционална правна држава, реалност или утопија, ќе успее